Со ресорот култура веќе 4 месеци раководи Асаф Адеми. Оваа функција презета од Роберт Аладјозовски, практично во овој ресор имаме втор министер за култура во владата на премиерот Зоран Заев. Добар ден, господин Асаф Адеми. Мирдита? Мирдита. Вие ќе почнеме од тоа, значи 4 месеци ја скенирате состојбата во културата. Ве баравме уште веднаш по вашето назначување. Тоа што го напоменавте веднаш кога дојдовте припрема предавање на функцијата од Аладјозовски беше дека ќе продолжите да негувате културата на мултиетничност и дека ќе соработувате со институциите на системот за да се исправат оние голем број за жални регуларности кои бевме сведоци уште за време на раковедењето на Аладјозовски кои почнаа да се расчистуваат. Така наречени криминали во културата. Порано таа беше, да речеме, медиумска перцепција на културата, беа некои други настани. За жал, нели се повеќе имаме констатација на некакви состојби кои се бесправни и нерегуларни. Од она што успеавте да го констатирате за овие 4 месеци, каков е вашиот впечаток? Повелете. Значи, тоа е еден голем предизвик за мене, поготово за човек кој порано нема работена у културните институции, кој доаѓа од друга сфера, но со големо менаџерско искуство, се со цел овие работи, проблемите што беа натоложени, да ги идентификуваме и полека да ги расчистиме. Да, јас сум нов министер, ова е 4 месец што го раководам со министерството. Доаѓам од движењето ВЕСА и главната цел при нашето вклучување у владата на господинот Заев беше заложбата за решавање на спорот со името и отпочнување на преговорите за членување на Европска Унија и за членување у НАТО. Полека сега зборувате за партискиот мотив на ВЕСА. Така, тоа беше впрочем и целта зашто ние се приклучивме кон владата и тоа беше и мојот лајт мотив кога прифатив да бидам министер за едно министерство кај што немав работено со тие институции. Ето да информираме јавноста, можеби за оние кои не знаат, во вашата биографија е впишано амбасадорското место во Данска од 2009 до 2013 година, инаку по вокација сте градежен инженер. Така. Значи, освен тоа, последните години имав можност да раководам со компанија која што од нула дојдовме до ситуација да бидат над 100 луѓе и можност да соработувам со луѓе во таа компанија што имаат искуство со работа над 1000 луѓе. Значи, со менаџери, со огромно искуство од кои што научив како се треба да се движат стварите. И тоа искуство што го имам, се трудам да го преведам и во работата у Министерството. Огромни се предизвиците, огромни се работите со кои што се соочуваме, но имам желба да работам, имам желба да соработувам со луѓево што работат внатре, но исто така и да земам и мислење и да ги слушам мислењето на луѓето што го сакаат доброто на оваа држава. Затоа досега сум задоволен од тоа што го имам сработено. Така, од ова што засега го детектирате како состојба, според вас во која дејност во културата е во најдобра состојба, а која според вас и требаат итни санации? Мислам, околу заштитата на културно наследство имаме некој не еднаков пристап, да кажеме, како што имаме со другите дејности во културата, но сметам дека многу брзо и таа работа ќе биде средена и сите дејности во културата треба да имаат ист третман од страна на Министерството за култура. Така, инаку предпоставувам дека веќе во тоа имате увид, дека има предмети кои ги води специјалното јавно обвинителство во Министерството за култура, кои најчесто се однесува на оние градежни работи на Скопје 2014, а веќе пред вас е нов предизвик, значи театарот во изградба во Тетово, кој ќе треба да чини цели 40 милиони евра. И дали сметате дека оваа инвестиција сега е приоритет во културата? Дали сметате дека е оправдана? И како, еве, вие ќе спречите можеби нерегуларности и во овој проект? За жал, Министерството за култура цели 10 години беше под прашалник на јавноста. Секој се сомневаше во нивните активности, што за жал испадна дека голем дел од оние што се сомневаа имаат и право.
голем број на предмети се одбиваат од различни институции на обвинителство, не само на СИО, туку и на основното јавно обвинителство. Ние, како што реков, и првиот ден сме отворени за соработка и во секој момент ги обслужуваме со информации и со предмети кои се бараат од наша страна. Не сакам да преюдицирам што ќе биде решењето, односно нивната одлука, но да, има отворени предмети и ние максимум сме отворени за соработка со сите органи. Као што рековте, одамна изградбата на библиотеката заедно со киното, заедно со театарот во Тетово. Да, ете да појасниме дека станува збор за комплексна институција, дека не е само театар во прашање. Да, има некои недоречености и таму, но сепак јас не би сакал ниту за тоа да преюдицирам. Да, тоа е приоритет. Приоритет е за еден голем град како што е Тетово, да нема кино, да нема библиотека, еден универзитетски град, тоа не би смело да се дозволи. Но од аспект на регуларности или нерегуларности околу отворените повици што се правеле, не сакам ниту за тоа да преюдицирам, нека зборува за тоа институциите на системот. Така, добро, најсвежо меѓу другото, во еве да кажеме ваше менаџирање во последниве 4 месеци, освен ова, можеме да го посочиме и скандалот што се случува во Македонскиот народен театар, поточно новите неправилности откриени таму, злоупотреби од страна на поранешниот директор Дејан Пројковски. За жал, вие ќе забележите дека голем дел од вмешаноста на некои од скандалите во културата се видни наши уметници, или така, кои беа продуктивни своевремено и натаму се. Дали сметате дека тие треба да добијат некаков имунитет во однос на тоа што самите се уметници? Како ќе се справите со тоа во јавноста? Затоа што знаете, нели еве точно каде алудирам. Значи некој го прекршил законот, претходно има некаков авторитет стекнато во јавноста. Може да има авторитет во јавноста, може да биде министер, може да биде носител на јавна функција, но закон си е закон. Затоа постојат институции, затоа постојат истражители. Ако некој го прекрши законот, треба да одговара. Затоа и имаше иницијатива од страна на носителот на позицијата директор во Националната институција Македонски народен театар, и јас одма побарав од неа, а исто така и од другите надлежни органи да ископаат, да видат дали и како е работено таму. Ако некој си го има прекршено законот, без разлика каква функција е, он треба да се одговара. Ако за таа работа се институциите на системот, оние се истражните органи, имаат право на увид на сите документи во сите културни институции, и оние ќе си го дадат последниот збор. Така, сега друго прашање, колку ќе бидат брзи или нема да бидат обвинителството и останатите институции, имам впечаток. Так, значи од денот еден што сум влегол, а тоа и свеста моја што ме носи у животот, нулта толеранција спрема корупцијата. Он што има сгрешено у неговата работа, треба да сноси одговорност. Секој од нас треба да сносиме одговорност за нашите постапки. Нема да се криеме заради нашите јавни функции што ги имаме во овој момент. Тоа нема да се случи никогаш. Ниту ја ќе побарам од некого, он бил позната фаца у државата, ај да го премолчиме овој насам. Нема тоа да се случи, ниту ја ќе побарам тоа од некого. Еве тука кога сме веќе кај оваа тема да се надоврзам на тоа дека културата беше подобна во минатото, особено во тие 11 години во кои живеевме едно, нели, поинаков системски начин на пласирање на Министерство за култура, кое беше ставено во функција на самата партија, владеачка партија, беше многу често во пропагандна функција. Че тука ќе дојдеме до скандалот што не тресеше минатата недела, меѓутоа да се задржам на ова. Министерството за култура секогаш, нели, тоа е, да кажеме, јавна тајна, дека создава своји клиенти кои преку поддршка на проекти, заслужено или незаслужено, тоа се луѓе кои потоа ќе презентираат политиките конкретни на владеачката гарнитура и на тој начин, нели, ќе манипулираат со јавното мислење и ќе создаваат, нели, своји истомисленици. Дали сметате дека еве се случи во последниот конкурс во Министерството за култура, имаше поддршка на издавачки проекти, голем број издавачки проекти кои беа потоа
да кажеме, некакви издавачки куќи во Тетово, во Гостивар, па и во Скопје, кои немале ниту своја адреса, немале нели ни веб страници, меѓутоа се поддржани на Министерството за култура, потоа комисиите го дадоа како образложение дека тука се правела нека ставка на распределба процентуална, дека се тие од албански издавачи. Па имавме случај со поддршка на едно дете пејач кое, значи не спорам јас дали неговиот квалитет таков или онаков, беше, да кажеме, не реципроцитет на таа поддршка на сума во однос на нешто друго што е поддржано. Имам впечаток дека може да се случи, јас не велам дека е тоа така, да се случат некои со таа процентуална поддршка на проектите кои треба да бидат албански или македонски, ние ќе правиме поделба наместо да или ги обединиме да биде единствен критериум да биде квалитетот. На крајот на краистата, нели во уметноста тука се бриши во културата. Значи ние одиме и кон таму целата држава, нели кон граѓанскиот концепт. Постои ли опасност од таков, да речам, етнички клиентелизам? Значи не само етнички, туку и партиски клиентелизам постоело порано. Минатото со тоа се беше препознато ова министерство. Искреира еден длабок јас помеѓу двете етникуми. Искрено кажано, јас како албанец не го чувствував Министерството за култура како мое. Поготово оние луѓе што се движат околу центарот на градот. Тоа апсолутно почна да го доживуваат Министерството како да е туѓо. Ниту еден објект од тоа што го карактеризира Скопје 2014 не го карактеризираше албанското културно наследство, да кажеме. Тоа, мислам, јас сум против се до тоа што се градеше таму. Грешката после влезе у тоа да процентуално и ние да учествуваме во она грешка со поставување на некои споменици, на некои видни албански, што за мене и тоа е грешка. Значи, Скопје 2014 као проект е една од најголемите грешки што е направено од страна на минатата власт. Што се однесува до финансирање на проекти преку конкурси у Министерството за култура, таму се направени тие дел од скандалите исто така. Тоа е направено поради непостоење на јасни критериуми и процедури при распределба на тие финансии. Не можеме ние, ако сакаме Министерство за сите да видиме, да ги определиме проектите овој албански, овој македонски и за другите нешто. Проектите треба да бидат избрани од аспект на нивното значење на населението. Што тоа значи објект од национален карактер? Што е тоа добро? Што е видливоста на тој проект? Што ќе добие државата од тој проект? Нема веќе да толерираме тој клиентализам партиски да биде тоа што ќе ги дефинира условите, односно причините за кои што еден проект треба да биде избран. Мислам дека ние одиме добро во оваа насока. А тоа го како знак дека одиме у добра насока и последниот конкурс за културниот бран, летниот културен бран. Мојата насока спрема членовите на комисијата беше немојте да ги гледате проектите дали се албански или македонски, туку гледајте го описот, гледајте видливоста што ќе биде и ефектите што ќе се креираат. Гледајте да бидеме чисти спрема народот, спрема луѓето. Гледајте дали сите компании, односно сите апликанти, дали ги реализираат условите врз основа на кои што оние имаат аплицирано. Има општи, има посебни услови, но исто така има и критериуми. Ние воспоставивме кои проекти би требало да бидат прифатени од страна на комисијата. Немаме жалби. И тоа ме прави задоволен, зашто така и испадна овој пат. Овој ист пристап се надевам дека уште подобри ќе бидеме при поголемиот конкурс, со кој што ние ги финансираме проектите од национален интерес за 2019 година. Конкурсот ќе биде отворен, мислам, идната недела, кај што ќе има новини, кај што ќе се знаат точно кои проекти до кој излез ќе бидат финансирани и што ќе бидат критериумите, врз основа на што овие апликанти ќе бидат финансирани. Доколку ние имаме јасни критериуми... Планирате да правите промена во критериумите? Да, ќе има некои промени. Да знаеме зошто, например, еден проект се финансира 40%, зошто се финансира 70%, да не биде тоа субјективно само врз основа на некои предрасуди на членови на комисија.
Исто така ќе има големи промени во членовите на комисијата. Зашто јас сите работи ги сваќам од аспект на одговорност. Ако некој еднаш греши, значи треба и тоа да греши намерно, тоа значи дека пак ќе греши. Јас сум човек што има доверба во луѓе, но довербата е до моментот кога разбираме дека се случува спротивното. Ќе формираме нови комисии за сите дејности и лицата што ќе работат треба да бидат одговорни, треба да бидат свесни дека одговорност превземат за распоредување на државни пари и за тоа оние треба да бидат одговорни. Јас можда пред почеток на со работа на комисијата, односно кога ќе бидат обелоденети условите за добивање на финансиска поддршка, ќе имам конференција за печат со сите новинари и ќе ги обелоденам имињата, односно членовите на комисиите. И оние членови, оние председатели на комисии треба да бидат одговорни за доделување на финансиска поддршка спрема сите. Искрено, ја немам време да ги читам 4000 апликации. Затоа се комисиите. Комисиите се тие што треба да одговарат за нивните подписи. Јас на ниту еден мој соработник со кој што соработувам во Министерство за култура им немам кажано да им дадам насоки за определување на правото. Правото се знае, тоа е законот. Нека се почитува законот и така ќе одиме напред. Така, еве веќе кога сме кај тоа, значи во јавноста излегавте со пресконференција околу филмот Ругање со Христа на Јани Бојаджи. Се крена некаква прашина, можеби и не знам колку јавноста запознаена, еве на кратко да повториме кои беа деталите, се појави трилер во јавноста кој ви испровоцира вас. Вие излеговте и реагиравте дека такви филмови и дела воопшто уметнички кои би можеле да предизвикаат говор на омраза, де факто според вас тоа е така, ке во иднина нема да бидат испочитувани. При тоа на пресконференцијата во Министерство за култура ги обелоденивте и имињата на рецензентите, да појасниме и тука тие не беа обелоденети за да бидат провикани дека се тие кои погрешиле, токму обратно од тоа, нели? Тие дека не се изјасниле делумно во врска со тој проект, практично и не го поддржале. Так. Проектот добил средства, сега тоа го истражува инспекција. Значи во не сакам, имам критики од некои добронамерни луѓе дека така? За џабе правиме реклама на овој филм. Не знам воопшто после се, каков е вашиот конечен став? Значи, еве од оние први информации кои ги видовте во врска со регуларноста на проектот и во врска како е воопшто тој направен. Што е тоа што најмногу вас ви испровоцира околу овој трейлер? Јас мојот став го искажав во конференцијата за штампа, за печат што го имавме. Ја чекам сега работната група за вршење увид на законитоста на постапката за финансирање на овој филмски проект да дојде со заклучоци до кај мене. Значи не сакам да ја преудицирам ниту за тоа. Имам законско право, што ми дозволува Законот за култура, Законот за организација и работа на органите на државна управа и Законот за филмска дејност, да донесам решение за формирање на оваа работна група. Чекам од нив, не сакам ниту нив да ги унасочам у кој правец, оние се вработени со големо искуство у Министерството за култура, работат на случајот, кога ќе имаме од нив насоки, односно заклучоци, така и ќе се постапи. Државата еве, веќе за неполни 2 недели се наоѓа пред референдум, пред една историска пресвртница која, нели, ќе видиме со каков исход ќе биде. Во овој актуелен момент вие сте министер за култура, како таков. А во која насока сметате дека ние можеме да искреираме една стратегија на културна политика која нас нели не пропагандно, но ќе не одведе во некој да речем условно кажано европски правец. Колку нам ни недостасува за да стигнеме до тоа? Или ќе имаме ние една автентична, да кажеме, културна политика која ќе негува некои други нормативи и со што ние би можеле да се истакнеме надвор од границите. Тоа е крајно и конечната цел на целиот овој и политички процес. Јасно. Ние кога ќе бидеме членки на Европска унија, тоа ќе сватиме колку сме сгрешиле во текот на овој период што не сме донеле некој си договор со Република Грција за започнување на преговорите за Европска унија. Требаше храбро лидерство, требаше
одговорност да се превземе за да се достигне до оваа точка. И оваа точка до кој сме достигнале секако е работа на големи лидери и тоа сега го гледаме. Мора секој народ, секоја држава да има собствена култура. Не значи ќе бидеме ние членки на Европска унија и дека ќе се изгубиме таму. Апсолутно не. Европската унија е унија на држави кои што сите од нив ги негуваат сите своји културни вредности. Секоја нација во Европската унија се гордее со собствената нација. Не може да одиш у Франција и да му кажеш нему дека ти си германец. Апсолутно не. Па не треба. Французите, французи. Не треба. Сите држави се карактеризираат со тоа. Оние се горди на собственото културно наследство, со собствената држава. Јас сум живеел у Данска, таму апсолутно сите се гордаат што се данци. Затоа и ние ќе ги следиме и чекорите на многу држави што се внатре во Европската унија, но да се биде надвор и да се преудицира за луѓето што се внатре. А за жал тоа се случува исто така и со дел од мојот народ што живеат во тие држави, а сега се прокламираат дека се против нашето зачленување во Европска унија. Тоа е нелогично. Исто така е што се случува и со голем број македонци, државјани на Македонија што живеат во многу убави и добри земји, а се против нашето зачленување во Европска унија. Да, тоа е апсолутно малку. Тоа е нелогично. Значи ние треба да направиме све. Јас сум убеден дека референдумот ќе биде позитивен, да ги започнеме преговорите и да знаеме дека преговорите и alignment процесот што се вика со европското законодавство е за наше добро. Не е за доброто за Европска унија. Тоа е за наше добро. Ние сакаме да имаме правна држава. Ние сакаме да нашите граѓани да бидат да ги учествуваат културните добра. Ние сакаме нашите пари, државни пари да знаеме кај си одат. Ние сакаме судството да ни биде некоруптивно. А тоа ќе го добиеме полека. И тоа мора да го имаме ако сакаме да одиме во Европска унија. Така, за крај ве запрашала најчесто, што вие најмногу сакате од културата? Дали сакате најмногу да посетите театарска представа, можеби во филхармонија, да одите да погледнете добар филм? Која е вашата? Јас сум љубител на филмови. Јас се трудам да, кога имам време, да гледам почесто филмови, но исто така слушам и музика. Јас уживам во овие активности. Адеми, многу ви благодарам што бевте гостин во Макфест. Ви благодарам вас што ме поканивте.